Добре дојдовте на сите на денешната сесија. Сега кога веќе дискутиравме што е вештачка интелигенција и зошто таа прави револуција во рекламирањето на социјалните мрежи, време е да се фокусираме на имплементацијата. Оваа лекција е целосно посветена на тоа како всушност да се постави и води кампања за рекламирање на социјалните мрежи со помош на вештачка интелигенција. До крајот на ова предавање ќе имате практична рамка за избор на алатки, започнување на вашата прва кампања засилена со вештачка интелигенција и избегнување на вообичаени грешки. Ајде да започнеме систематски. Прв дел – избор на вистинските алатки за вештачка интелигенција. Вештачката интелигенција во рекламирањето не е една алатка, туку екосистем. Постојат повеќе нивоа на интеграција на вештачка интелигенција, а најдобрите алатки за вас зависат од вашите цели, буџет и капацитет. Можеме да ги групираме алатките во неколку главни категории. Прво, вградена вештачка интелигенција од рекламните платформи. Повеќето големи платформи како Мета, Facebook и Instagram, Google, TikTok и LinkedIn имаат вештачка интелигенција вградена во нивните рекламни системи. Имате алатки како, на пример, Advantage Placements и Targeting на Facebook или Smart Bidding на Google Ads или автоматско таргетирање на TikTok. Овие се одлични почетни точки. Вклучени се во вашиот буџет за реклами и нудат високи перформанси со малку напор. Второ, платформи за управување со реклами од трети страни со вештачка интелигенција. Тука спаѓаат алатки како Albert, Traffica и Smartly.io. Тие се поврзуваат со вашите рекламни сметки и преземаат оптимизација, буџетирање и сегментација на публиката. Овие се одлични за поголеми кампањи или тимови што управуваат со повеќе платформи. Имаат своја цена, но автоматизацијата може ефикасно да ги зголеми вашите напори. Трето, креативни алатки со вештачка интелигенција. Помислете на платформи како Canva со Magic Write, Persedo за копирајтинг или Lemon 5 за генерирање видеа. Овие ви помагаат брзо да создадете креативна содржина, реклами, банери, наслови со дизајн или генерирање текст со помош на вештачка интелигенција. Ако креативните блокади ви се проблем, тука вештачката интелигенција може најмногу да ви заштеди време. Другите платформи за чатботови. Ако вашите реклами ги тераат луѓето да комуницираат преку Messenger или WhatsApp, платформите како ManyChat или Dialogflow ви овозможуваат да поставите интелигентни ботови кои го продолжуваат патувањето на клиентот преку разговор. Петто, алатки за аналитика и увид со вештачка интелигенција. Алатки како Google Analytics 4 или Sprout Social можат да ги анализираат перформансите на кампањите и да ги откријат трендовите користејќи вештачка интелигенција. Ова ви помага да ги толкувате резултатите и да ги информирате следните чекори, што е клучно за затворање на циклусот на учење. Како избирате? Започнете со вашата болна точка. Се мачите со оптимизацијата. Пробајте платформа со вештачка интелигенција или менаџер на реклами како Albert. Немате доволно креативни ресурси? Користете Canva или Persedo. Се давите во коментари, додај чатбот. Започнете со мали работи. Прво користете вештачка интелигенција базирана на платформата, а потоа скалирајте се со алатки од трети страни како што растат вашите потреби. Втор дел, чекор по чекор водич за поставување кампањи со вештачка интелигенција. Ајде да го разгледаме процесот на поставување. Чекор 1, дефинирајте ја вашата цел. Видете кристално јасни што сакате: продажба, лидови, сообраќај или препознатливост. Например, генерирајте 500 лидови со цена по лид под $10. Оваа цел треба да ги информира сите поставки, особено стратегијата за наддавање и евалуацијата на перформансите. Чекор 2, изберете ги вашите платформи. Ускладете ги платформите со вашата публика. LinkedIn за B2B, Instagram и TikTok за помлада B2C публика, Facebook за поширок дострел. Инсталирајте ги потребните алатки за следење, како Facebook Pixel или LinkedIn Insight Tag, пред да стартувате. Овие алатки ги внесуваат податоците во за оптимизација. Чекор 3, искористете го за таргетирање. Сега одлучувате колку контрола ќе му дадете на AI. Можете да користите lookalike публики, да го вклучите Advantage Audience Expansion или да дозволите алатка како Traffica автоматски да ги открие вашите најдобри сегменти. Колку повеќе податоци за конверзии давате, како претходни купувања, толку подобро ќе може да најде шеми и да оптимизира. Чекор 4, подгответе ги креативите за огласите. Користете алатки за да изработите варијации на наслови, текстови, слики и видеа. Можете рачно да генерирате комбинации или да внесете повеќе елементи во Dynamic Creative Optimization, DCO, за ја автоматски бе ги состави и тестира. Чекор 5, поставување на кампањата во платформата за огласи. Во менаџерот за огласи поставете ја вашата цел.
Користете Campaign Budget Optimization Tool ако е достапно. Клучете автоматски пласмани, освен ако немате силна причина да ги ограничите. Поставете ги вариациите на креативите и активирајте Dynamic Creative Testing. Изберете стратегија за надавање. Стандардната опција најниска цена функционира, но поискусните корисници може да користат Cost Capped ако го знаат својот целен КП. Чекор 6. Следете ефикасноста. Очекувајте почетна фаза на учење, особено на Facebook, каде системот ги тестира комбинациите публика креатив за околу 50 конверзии. Следете ефикасноста, но не менувајте премногу и пребрзо, бидејќи ќе ресетирате фазата на учење. Чекор 7. Усовршете со тестирање базирано на Е. Тестирајте различни наслови Е наспроти човек, публики, рачно наспроти откриени од Е. Користете вградени алатки за тестирање како Facebook Experiments или платформи за мултиваријантно тестирање од трети страни. Чекор 8. Користете Е аналитика за прилагодување. Е нема само да ја води вашата кампања. Ке ви каже работи како. Корисниците на мобилен во Калифорнија конвертираат 30% подобро. Користете ги овие сознанија за да креирате сегменти на публика, да ретаргетирате најуспешните или да направите нови креативи што ќе им се допаднат на најдобрите конвертори. Чекор 9. Скалирајте. Кога резултатите ќе бидат стабилни, зголемувајте го буџетот полека, не повеќе од 20% дневно, или клонирајте ја кампањата на други географии или платформи. Дозволете му на Е да научи повторно според потребата во новиот контекст. Чекор 10. Документирајте и повторувајте. Влагате белешки. Која креатива функционираше? Која публика најдобро конвертираше? Дали динамичката креатива ги победи рачните реклами? Ова станува ваш прирачник за идни кампањи. Дел 3. Динамична оптимизација на креативата. Ајде да погледнеме поблиску што е џо. Тоа е една од најмоќните примени на вештачката интелигенција во социјалното рекламирање. Замислете дека прикачувате 5 наслови, 3 сики, 3 текстови за тело и 2 кта. Тоа се 90 можни комбинации. Е може да ги тестира и прикаже најдобрите комбинации за секој гледач. Некој што е заинтересиран за луксус ќе види една верзија, некој што купува преку мобилен ќе види друга. Со текот на времето, џо сам се оптимизира. Не мора да погодувате која слика најдобро функционира, тоа ви го покажува преку податоците. Совети за успех. Осигурете се дека сите варијации се безбедни за брендот. Користете значајни разлики, не тестирајте само 50% попуст, те наспроти половина цена како единствена варијација во копито. Освежувајте ја вашата креативна библиотека на секои неколку недели за да избегнете замор. Биќе овозможува на вашата кампања да се персонализира на голем обем, носејќи поголема релевантност и подобри резултати. Дел 4. Како да се избегнат вообичаени грешки. Ајде да завршиме со неколку чести замки што треба да ги избегнете. Прво, слепа автоматизација. Не вклучувајте ги сите функции и потоа да се оддалечите. Следете ги перформансите. Вештачката интелигенција оптимизира за она што го кажувате. Ако тоа се кликови наместо конверзии, може да трча по празни метрики. Второ, недоволно податоци за Е. Ако добивате 2 купувања неделно, алгоритмот не може да научи. Почнете со оптимизација за повисоки акции во инката, како додавање во кошничка, ако е потребно. Трето, прескокнување на поставување на следење. Ако го заборавите пикселот или настаните за следење, Е не може да оптимизира. Двојно проверете ја вашата поставеност пред стартување. Четврто, дозволување на Е да пишува неконтролирано копи. Секогаш прегледувајте содржина генерирана од Е. Проверете бутонот точноста и јасноста. Само затоа што е брзо, не значи дека е добро. Петто, оптимизирање за погрешна метрика. Кликовите не значат продажби. Изберете цел на кампањата што е усогласена со вашиот вистински таргет. Не дозволувајте Е да оптимизира за погрешен резултат. Шесто, пречесто менување. Оставете ги кампањите да траат доволно долго за да соберат податоци. Постојаните промени го ресетираат процесот на учење. Седмо, занемарување на стратегијата. Е стратегија. Запознајте ја вашата публика, вашата инка и вашите цели. Потоа користете Е за да го спроведете и оптимизирате тој план, а не за да ви го смисли наместо вас. Поставувањето реклами на социјалните мрежи со Е не значи дека се откажувате од контролата. Тоа значи дека ги делегирате вистинските делови од вашиот работен процес, таргетирање, надавање, тестирање на креативи, на интелигентен асистент. Кога е споен со вашата стратешка насока, Е може драматично да ја подобри ефикасноста, да ги намали трошоците и да ги зголеми повратите. Ако треба да примените само една работа од денешната лекција, пробајте динамички креативи и автоматско надавање.
Овие често се најлесните функции за користење и меѓу најефикасните. Во нашата следна лекција ќе се фокусираме на мерење и толкување на перформансите на вашите кампањи засилени со AI, како да ги разберете податоците и да ги искористите за да го планирате следниот чекор. Ви благодарам за вниманието и со нетрпение очекувам да се видиме на следната сесија, каде што ќе учиме за мерење на ефикасноста на реклами на социјалните мрежи управувани од AI.